Добро дојдовте назад на иста адреса. Ги проследивте двајцата кандидати кои што напишаа своја верзија, тоест текстот од оригиналната верзија го преведоа на македонски, од англиски на македонски беше, нели? Беше смешно, да, баш буквален превод, беше малку смешно, меѓутоа ние се забавуваме, убаво ни е, и поради тоа што ни е убаво, ја поканувам Ивона да се појави на сцена, нашата замислена сцена, За да прелетам. и да ни се представи што и која песна е одбра. Blackberry Girl. Тоест Redberry. Redberry Girl. Тоа е Калино Калино моме. Супер. Значи ќе имаме една песна и од жанр на Горан. Наш драг Горан, поздрав до него. Да, Горан, поздрав до него. И Поздрав, така да, Горан. спремна ли си да започнеш? Тешко ли ти беше или можеш Не, директно да забавно го ми искуцаш беше. онака без проблем? Забавно ми беше. Да? Океј, супер тогаш. Музика туш и повели. Redberry girl, please don't go after me. With us we have deep river, you can swim across it. With us we have deep river, you can swim across it. I will make big fish. I will come to you again. I will swim across the river. I will yours forever. I will swim across the river. I will be yours forever. Рација горе што? Back, Redberry girl, please don't go after me. With us we have deep mountain, you cannot cross it. With us we have deep mountain, you cannot cross it. I will make harbors. How will you come to you again? I will cross the mountain with you. Where will you go? I will be yours forever. I will across the mountain. I will be yours forever.
don't go after me. With us we have beautiful wife and 2 small children. With us we have beautiful wife and 2 small children. I will make blank page. I will come to you again. Your wife I will kill. Your children I will care. I will always forever. Your wife I will kill. Your children I will care. I will be yours forever. Браво, Ивона. Фала. Мене ми се допадна искрено. Оваа И верзија мене. на Со кавали. Red Berry Girl. Ти беше тешко? Интонацијски да, затоа што баш не ми е окей грлото малку, ама добро. Еве засипнат сум веќе. Водичка. А, вода, тоа не помага за гласа, знаеш. Чат не ми се свари и нема време. Добро. Па тогаш. Знаеш, ја не би ти препорачал да пиеш после 12 чај, ама окей. Ке гласаме тогаш. добро. Ке гласаме по следниот редослед. Стефан, повели. 10. Дали имаш некој друг коментар освен 10? Стефан ми помагаше во превод. Затоа он 10. И братот Не е затоа и знаем. И Како братовчет. и пее, како и испра, така да. Супер. И мене ми се свигаше. А Валери? Јас ќе дадам 9, само поради тоа што имаше грешки и што не те разбирав многу што беше упесен. Много. Она важно многу. Добро, Валери треба да збори, после треба Мија. Да. Индиректно. Искрено, многу долга е песната и Добро. сигурно и требало многу да преведува. Сигурно се измачи многу додека ја испа. Но пак на вистина имаше делови што не разбирав ништо. Не Добро. знам дали до дикција или до тоа. Ама... Деветка. 9. Добро. Александра, повели. Некој друг коментар освен на 10? Не. Немаш. Што да кажам? Добро, Марија, повели. Се мислам меѓу 9 и 10, само заради дикцијата. Па, Ама иди мислам искрена дека- и кажи си тоа што го мислиш, затоа што можеби тоа утре на нејза навистина ќе ја помогне. Ама мислам дека дикцијата не беше... не можам да дам деветка само заради дикција, пошто има веќе 2 деветки за дикција, така да ќе дам 10. Добро. Океј. Игор, 10. коментар? Малце поработ, малце доработка на дикција, дето. Добро. Нова верзија англиска на Алија. Марио? Знаеш како? 10. Друг коментар имаш? Добрата вила денес. Немам. Нема коментар. Добро, еве јас тогаш ќе ти кажам. Може, пошто јас сум наред да оценувам. Сметам дека интонацијски беше многу точна, супер испеа. Меѓутоа, што се однесува до дикцијата, стварно не можевме да те разбереме. Некои работи се гледаше дека сакаше да направиш, меѓутоа не успеа. Јас се обидував вака, некако не разбрав за што се работи, меѓутоа знаеш, поради тоа што го знам текстот на македонската верзија, ама се обидував да разберам кои зборови си ги ставил. Јас ќе ти давам 10-ка, само поради тоа што, како рече Марија, веќе имаш 2 деветки за тоа, па не е фер да ти кажем, инаку се друго беше супер. Во ред, имаме следен кандидат, тоа е нашиот Стефан. Стефан, која песна ја одбра, што преведе? Хиро од Енрике.
Ау, СЛПЛС. добро. Се надевам дека нема да ти биде тешко да ја изведеш, зашто знам дека англиската верзија ти е топ, па така да. Ова ми е матична песна. Зашто не заде нешто да го кажам на шпански да преведе? А, не. Па добро Сакам сега. да завршам приказната од Хиро, така да уште на маке ми остана да преведам сега. Јас искрено мислам дека Стефан ќе направи бум, зашто ја пее песнава веќе колку време и ја знаеш. Не бе Така шпански. Нема да. да биде И е сигурно. омилен јазик, Па да. не знам сега, некако така си самоуверен те гледам. Не, баш напротив. Навред. Па добро. Океј. Тогаш поради тоа што ме спремен Стефан, музика туш. Идемо. Јас ќе бидам твојот херој. Дали би играла, ако те прашам да играш? Дали би трчала и никогаш не би погледнала позади? Дали би плачела, ако ме видиш дека плачам? Дали би ја зачувала мојата душа вечерва? Дали би треперела, ако ги допрам твоите усни? Дали би се смела, ох, ако те молам, кажи ми го ова. Сега дали би умрела за оној кој го сакаш? Задржи ме во твоите раце вечерва. Јас ќе бидам твојот херој, бейби. Со багнеш ке ти ја тргнам болката. Јас ќе бидам поред тебе за секогаш. Ти можеш да ми го земеш диво. Дали бих се конела дека секогаш ќе бидеш моја? Дали би лажела? Дали би се трчала и криела? Дали сум толку длабок? Дали го изгубив умот? Но не се грижам, ти си тука вечерва. Јас ќе бидам твојот херој, бейби. Со багнеш ке ти ја тргнам болката. Јас ќе бидам поред тебе за секогаш. Ти можеш да ми го земеш стиво. О, само сакам да те прегрнам. Само сакам да те прегрнам. Уе, дали сум толку длабок? Дали го изгубив умот? Но не се грижам, ти си тука вечерва. Јас ќе бидам твојот херој, бейбе. Со багнеш ке ти ја тргнам болката. Јас ќе бидам поред тебе за секогаш. Ти можеш да ми го земеш стиво. Јас ќе бидам твојот херој. Со багнеш ке ти ја тргнам болката. Јас ќе бидам поред тебе за секогаш. Ти можеш да ми го земеш стиво. Ти можеш да ми го земеш стиво. Јас сум твојот херој. Браво.
Супер, Стефан, мене ми се свијаше. Само не требаше да се смееш, знаеш. Јас сум, значи преводот, Дали сум толку дали глав? сум толку длабок. Значи толку такво чувство му буди песнава, новата верзија му буди чувство Да, да се така Мариче, Тоа така. беше дел од хореографијата. Добро. Три пати прекинуваме. Океј, тогаш ајде да гласаме. Валери прва. 10. Десетка? Некој друг коментар освен десетка? Не. Седи да не е, седи. Мија? 9. Добро. Коментар? Не. Аргумент? Се шала. Александра? 10. Марија? 10. Игорче? 10. 10. И со 10. Марија? Поред. Тука да престанеш, ти не ме слушна. Сакам да ти кажам, имаш грешки во текстот. Не можеш српски зборови да користиш во македонски текст. Поред тебе е никако македонски речник. Покрај тебе требаш. Покрај тебе или до тебе? Јас извинувам, не сум ни забележал. Ја мора да го забележам тоа и да го кажам, а ти вие сите моци за моци ги кажувате. Поради тоа јас ќе ти дадам 10. Ти благодарам. Кај бе поред те? Денес Ивона? сум добар. Јас тотална десетка и мислам дека кавер може да направат Стефан и Игор апсолутен. Ова само апсолутен и тоа. Денеска сум апсолутно и тотална. Јас сум на Тој ред да дадам стадиум. оцена. 10. Да, запишав веќе Ивона, фала ти. Апсолутно. Јас ќе ти дам Стефан десетка. Знаеш зашто? Ти благодарам. Затоа што ја испеа убаво. Ти благодарам. Зборовите беа супер. Осем Тоа, поред. тоа поред, окей, знаеш. длабок. Пази вака, не мора да значи во некој текст дека ако е македонски, дека стриктно сите зборови се македонски, тоа е песна, значи тоа можеш да го текстот можеш да си го разработиш ти како што сакаш. Така е. Да, да, меѓутоа за тоа дали сум толку длабок, знаеш, од некој аспект поради нашиот јазик може да е смешно, ама иначе тоа е тажно, знаеш. Да. Дали сум демек толку длабоко навлезен во таа песна? Така е, стварно. Да, ама не лошо звучи, празно звучи. Ама лошо Како да звучи што сме е. на параста. Како беше тоа? Ти добро певаш, а лошо, како беше? Не знам. Да, нема веќе. Што добро Океј. пиеваш? Битно десетка. Имавме до сега четворица кандидати, многу добри оцени, сите имаа добри оцени, од кои што Мија сите десетки, Игор сите десетки, Ивона десетки со 2 деветки само, и Стефан имаше само една деветка и рестото му беа исто така сите десетки. Дечки, дали ние стварно стануваме се подобри во некои работи или? Или се преценуваме сами меѓу себе? Се поегоистични и се по... тични. Ајде не се лутиме, ајде не сака, ајде поубаво да дадеш Мислиш десетка, тоа? него... Поубаво е да дадеш десетка, него 3 сати да објаснуваш зашто седмица, знаеш? Да, Така ма, да, ајде. Ајде. само една мала информација, ние ова сега додека го правиме, нели имаме оцени си даваме десетка и Марио сега, например, он е најчесто оној кој што реално ги оценува ситуациите и ќе каже седмица. И после тоа, пример еве јас, абе брат, зошто ми даде седмица? После тоа 3 сати се дискутира за таа седмица, поради тоа 10 че, најбољи. За Марито живот, макар така после емисијата спијам од 20 сабари да пеам некој си. Так. Во ред, тогаш јас би им најавил на гледачите уште еден пресек да видат што се случуваше друго во нашата вила денеска и така што потоа кога ќе се вратиме ќе проследиме следни двајца кандидати со своји текстови. Се надевам дека ви е интересни, дека уживате. Ние се смееме, убаво ние се слушаме музика. Затоа сме дојдени, нели? По ЗЗ, до покасно се гледаме.